Добра вечер, почитувани гледачи. Започнува ново издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ телевизија. Наша екипа е во посета на градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Од неговиот кабинет ќе го реализираме ова издание на емисијата. Во наредните минути ќе проговориме на актуелни теми од работењето на локалната самоуправа. Градоначалниче, благодарам што прифативте да бидеме ваши гости, а воедно и за јавноста да проговориме за се она што е актуелно во работењето на локалната самоуправа. Благодарам и на вас што еве на мојот повик побрзавте да реализираме една емисија во мојот кабинет. Секогаш мислам дека е и подобро да се реализираат на лице место некои актуелни прашања. А и еве да кажам и добро вечер за сите ваши гледачи. Така. Началниче, оваа недела Советот ја одржа редовната 21 седница. Опозицијата ве бараше зошто не сте присутни на седницата. Тие велат дека не можете да се соочите со нивните аргументи и затоа не сте биле присутни на последните две седници. Која вистината и дали имате обврска да бидете редовно на седница? На вистина не бев присутен на седницата, меѓутоа имам соодветно оправдување. Секогаш кога сум слободен, сум дел од седницата на Совет. Инаку и статутарно градоначалникот не е дел од седницата на Совет и токму заради тоа се нарекува седница на Совет. Вие гледате дека и чите членови на владата не секогаш се присутни и на собранието кога донесува одредени законски решенија, доноси одлуки и така натаму. Меѓутоа, најчесто сум присутен на седниците и се обидувам да видам што е можно поприсутен за да појаснам одредени работи. Инаку, досега или многу ретко сум слушнал аргументи се озборување од страна на дел од опозиционите советници и мислам дека доколку тие имаат аргументи, имаат и многу други начини како тие аргументи да ги соочат со мене. Ним, независно од тоа каков став имат спрема мене, не им се затворени вратите на локалната самоуправа, можат во секој момент, а и го имаат тоа право да се информираат во службите на локалната самоуправа, имаат редовна комуникација со мене, сите советници од Социјалдемократскиот сојуз, така што мислам дека тоа е повеќе изјава за јавноста, за да се на некој начин дискредитира мојата личност, а од друга страна нели за се добијат одредени политички поени. Инаку дневниот ред на седницата го утврдувам јас заедно со председателката на Советот. Тој дневен ред воопште не беше ни за присуство на градоначалникот, меѓутоа ако се сака да се најде рачка за било што, тогаш нели може да каже дека не носам капа и повторно да ми замеруваат за било што. Во конкретниот случај, па и првите точки кои што ги испуштив беа намерно испуштени од моја страна затоа што беа точки поврзани со образованието, каде што отчет си даваат директорите на училиштата како најповикани. И јас стигнав, меѓутоа тие многу брзо ја завршиле седницата на Совет и не успеав да ги фанам ни последната точка. Инаку од некогаш и од самата седница има поприоритетни работи за локалната самоуправа. Во овие денови се одлучуваше за судбината на МИК како еден од последните загубари и морав да бидам максимално активен во делот на изнаоѓање и насочување на одредени субјекти кои што се заинтересирани за купопродажба, за купување на МИК и за нели после купувањето нормално логична последица е да биде иставен во функција. И мислам дека и за градот, а и за Советот, па и за граѓаните е многу полезно да се работи на тоа да се донесе некоја браунфилд инвестиција за Кавадарци, отколку да се присуствува на точки кои што се поврзани со извештаи за образованието, кои што има кој да ги брани.
Беа усвоени извештаите и програмите на образовните институции од општината, меѓутоа помина и одлука за промена на време одржувањето на панагирот. Нешто што створи забуна кај јавноста е обвинувањето од еден од советниците дека општината наплаќа нова цена за надомест за тезгите пред да биде донесена одлуката на совет, која што беше дел од дневниот ред на 21-та седница. Што е вистина, градоначалниче, се наплаќа ли пред време или пред да биде донесена одлуката? Па доколку наплаќаме пред време, тогаш тоа би значило дека незаконско работење на локалната самоуправа, а за законското работење на локалната самоуправа одговорам јас, секако и службите на локалната самоуправа, и одговорно тврдам дека во овој случај нема таков случај. Единствено можеби е плод на недоволно читање на материјалот кој што е даден за седницата. А и во оваа прилика, пошто разбрав за тоа кој дава примедба за оваа работа, мислам дека и дури злоупотреба на тајноста на клиентите во Евростандард банка, и мислам дека тоа е лош потек на самата советничка, затоа што покрај тоа што е советник, таа е и вработен во една од банките, кај што еден од основните принципи е дискрецијата. Во овој случај тоа е нарушено и еве јас нема да упатам никакво формално правно барање за преиспитување на работењето на оваа банка, меѓутоа најдобронамерно би сакал да сугерирам, доколку има овакви работи каде што има недоразбирање, прво истите да бидат разјаснети од страна на локалната самоуправа, за да не се дојде во оваква една ситуација. Значи, ние имаме само интервенција во делот на местата за скари, не за тезги. Цената на тезгите останува иста и тоа е 90 и неколку проценти од тоа што го правиме како прибирање на средства. Цената останува иста, меѓутоа цената за скарите, бидејќи оваа година ни се наметна еден дополнителен трошок околу изводите за вода и одвод, кој што нормално дека нема да биде на трошок на локалната самоуправа. Инспекцијските служби тоа го бараат од нас, ние без тоа не можеме да организираме и че ги ускратиме нашите граѓани со места за скари, и токму заради тоа интервенираме во овој дел, значи делот само на скарите, за да трошокот кој што го имаме како дополнителен трошок го превземат оние кои што сакаат од тоа да профитираат. До вчера, одговорно тврдам дека нема ниту една уплата за скари. Тие ќе следат денес и во натамошните денови, така што еве за информација и на јавноста и на советничката, мислам дека е избрзана нејзината констатација дека ретроактивно наплаќаме или наплаќаме пред да биде донесена една одлука, за толку е стручна нашата локална самоуправа и службите за да може да внимава на таквите работи. А поместувањето на датумите, нели 10, 11 и 12 е од практична природа. Луѓето сепак сакаат тоа да се случува во викендите, односно тогаш кога што се слободни, наместо да се случува понеделник, вторник и среда, кога сте луѓето на работа и не можат да во опуштена атмосфера да прошетат, да каснат некоја скара и да ја прошетаат фамилијата. Така. Преку писмено обраќање известивте јавноста дека проблемот со тендерската постапка до крајот на годината ќе услови отежната комунална изградба. Може ли да ни кажете, градоначалниче, значи ли тоа дека до крајот на годината ќе нема воопшто комунална изградба или ќе се работи со помал интензитет? Не, тоа и во самото обраќање спомнавме дека се работи само за асфалтирањето. Значи делот на подпорните зидови, делот на поплочувањето, делот на водовод, канализација, риголи и слично ќе функционира тековно. Меѓутоа делот на асфалтирањето, како што спомнав, заради слабиот интерес на изведувачите, значи ни се јавија само двајца, според тендерската документација минимум тројца требаше да се јават и бевме принудени според новите правила да го поништиме овој тендер. И сега го делиме на неколку составни делови и повторно го распишуваме. Брзаме делот на праведничка, кој што е еден од потезите кои што имаат најголеми барања, да барем тој дел го поминеме оваа година и да имаме реализација, додека останатиот дел од 10 на 12 улици ќе бидат за наредната година. Меѓутоа тоа не значи дека ние се откажуваме од комуналната изградба за оваа година, туку само периодот заради наидување на лошите временски услови, нели декември и јануар месец се рискантни за самиот изведувач, можеби да
произведе и да го донесе асфалтот и да му се стврдни на самото место, затоа што имаме ниски температури. И токму заради тоа изведувачите избегнуваат да асфалтирање реализираат во оние месеци како што се декември, јануари, февруар. Меѓутоа, од март, април месец повторно ќе продолжиме со реализација на програмата од оваа година, со тоа што истата нема да биде засметана во програмата за наредната година. Така што че имаме само оваа година и онака бевме закаснети во делот на комуналната изградба, ова дополнително ни ја влоши состојбата само во делот на асфалтирањето и токму заради тоа чувствував потреба, заради многуте прашања, заради многуте ургенции, заради ветувањата кои што ги дадовме, нема да можеме во соодветниот рок да ги завршиме овие асфалтирања, меѓутоа нема да се откажеме од нив, ние и понатаму ќе асфалтираме. Се надевам дека и ноември ќе даде некој ден за асфалтирање да можеме барем делот на Праведничка да го завршиме и уште 2 или 3 улици имаме во првиот повик, така што делот на мал дел на асфалтирање, поплачување, потпорни зидови, уредувањето на полските патишта ќе биде уредено во рамките на роковите и во рамките на веќе завршените тендери. Се асфалтираше патот до селото Бегниште, мощен значаен проект, ако се земе во предвид дека на тој дел гравитираат многу лозови насади, од каде што се бере и квалитетно грозје. Значи ли тоа дека овој проект е целосно завршен и што е она што следно ќе се работи, а е од значење за ревитализација на локалните патишта? Па ние главно она што беше артерија во локалната, на територијата на локалната самоуправа, ја завршивме нели со исклучок на делот на околу 2 километри до селото Крњево. Меѓутоа подлогата и одредени други трошоци не однапрев знаевме дека овој пат нема скроз да го покриеме, ќе останеме кусо околу километар и пол или 2 километри до Крњево, меѓутоа тоа може да биде предмет на наше менаџирање во наредниот период. Преку парите од рурален развој, односно од регионалниот развој, да можеме да барем по 1 километар да стигнуваме од овој пат, со тоа да главниот крвоток, сообраќајен крвоток да го завршиме комплетно во општина Кавадарци. И одиме малку подалеку, во тек е изготвување на проект за реконструкција на асфалтниот пат од Крњево до преку Чемерско до Бохула и дадов налог за наредната година да направиме една апликација за асфалтно поврзување на Долна Бошова со Конопиште. Тоа би значило дека на територијата на општина Кавадарци патната инфраструктура би била во многу добра кондиција и главно во наредните 2 до 3 години од мојот мандат би се фокусирале на патната инфраструктура во градот. Секоја година се зголемуваат финансиите во делот на руралниот развој, така што во план е наредната година се што значи пат, уличка или тротоар во селските местни заедници да ги префрлиме во друг фонд, односно да ги бараме од рурален развој, каде што можеме од 10 до 15 милиона денари да извлечеме, а буџетот на локалната самоуправа, односно комуналната изградба, да се фокусира само на градот. Ние ова година тоа го почнавме со делот на асфалтирање на улица Гоце Делчев, односно она предизборно ветување дека ќе го смениме асфалтната маса на сите оние главни улици во градот. Наредната година со помош на владата очекувам да ја средиме комплетно улица Шишка, бидејќи делот на Глишич и делот на Марена е веќе комплетиран. Наредната година ќе го средиме комплетно делот на Шишка до општа болница Кавадарци, каде што е фактички најлошиот дел на оваа улица. И наредната година во план е, нели, по завршувањето на експроприацијата да интервенираме на влезот на градот, односно потегот од новиот кружен тек до Мак Петрол да направиме еден влез, бидејќи досега се занимававме само со експроприација на имот. Дополнително еве во овој контекст е добри информациите со новите измени во законот кои што кажуваат дека експроприацијата не мора да биде завршена за да ние испаднеме на терен, односно доволно да се донесе решение за експроприација, а не мора да биде извршено плаќањето или утврдена висината на надоместот. Така што мислам дека на добар пат сме до крајот на мојот мандат и Кавадарци и околните села да бидат поврзани со една добра, солидна или да не речам и мощна квалитетна
асфалтна маса и да луѓето барем во делот на транспортот бидат ослободени од дупките, од непријатностите кои што досега ги има. И мислам дека ова во историјата и на државата и на Кавадарци се најголемите зафати кои што се однесуваат на патната инфраструктура, што никако не значи дека тука ќе застанеме. Со помош на владата и со помош на ресорните министерства, мојата цел е да сите села во општина Кавадарци ги покриеме со асфалт или со бекатон и сите главни улици во градот ги покриеме со нова асфалтна маса. Модуларниот паркинг веќе е во функција, свечено беше пуштен во употреба на денот на ослободувањето на градот 7 септември. Градоначалниче, какви се првичните оценки, се намалили метежот во паркирањето или веќе покажали дека имаме нов паркинг простор и што ќе работиме со останатиот дел од решавањето на проблемот? Морам да признаам дека пуштањето на модуларниот паркинг и као и да не се почувствува во градот, бидејќи сепак според мојата перцепција гледам дека долниот спрат каде што е сенка е полн секогаш, додека горе се многу малце возилата кои што се качуваат. Можеби луѓето имаат страф, ние првите 20 на дена забранивме паркирање, гратис паркирање на горниот спрат заради сушење на бетонот. А и изведувачот сака овие денови да направиме едно примопредавање на објектот за да штетните последици не ги сноси тој во еднина. Моje лично убедување е дека со воведувањето на зонското паркирање кое што е на повидок, ќе може да визуелно приметиме дека се средува паркирањето во градот. Сега фактички се остава слободно паркирање, луѓето, некои кои што ги стра и кои што не се информирани ги стра да паркираат таму, бидејќи некој може да дојде и да им наплати за тоа. Можеби некој не слушнал дека до спроведувањето на постапката за јавно-приватно партнерство во делот на паркирањето во градот, овој простор на модуларниот паркинг ќе биде слободен за граѓаните. На некој начин сакаме неколку месеци да оставиме да се формира така една пракса да се паркира на паркингот, а понатаму кога ќе го воведиме и зонското паркирање, да заедно со модуларниот паркинг сите бидат во функција на едно организирано, меѓутоа и паркирање кое што доколку не се почитува ќе биде казнато. Во тек е изготовувањето на студијата за јавно-приватно партнерство. Јас драфт верзијата ја гледав пред неколку дена. Се надевам дека на наредната седница на Совет ќе ја имаме верзијата на студијата за јавно-приватно партнерство и да после тоа добијам дозвола од Советот да ја спроведеме со службите постапката за јавно-приватно партнерство и да некаде од јануар месец почнеме со организирано паркирање, со бележење и со сето она што го има за последица едно организиран начин на паркирање. За информација морам да кажам дека во градот се планираат 3 зони. Најбитната, најскапата, меѓутоа во однос на Скопје неколку пати поевтина, тоа ќе биде централното градско подрачје. Потоа делот на улица Илинденска која што е од околу Рома па се до кружниот тек и она трета зона која што ќе биде некаде во новиот центар каде што имаме елементарно покриеност на паркирањето, меѓутоа сепак на главните улици за да немаме пренатрупаност на возила и паркирање во два реда, ќе мораме и таму како трета зона да ја воведеме за паркирање. За сега тоа е само визија на оној кој што ја изготвува студијата. Таа ќе биде предмет на анализа и на една јавна расправа заедно со полициска станица Кавадарци, со луѓето од фелата на сообраќајот од градот, така што мислам дека ќе донесеме една, односно изведувачот ќе ни понуди една квалитетна студија по примерот на Битола, во која што ќе може да луѓето организирано да паркираат, да бидат сигурни кога ќе паркираат, да секако символично си платат за тоа, меѓутоа да не паркираат 1 километар од пазарот, па потоа да ги влечат вречите 1 километар, така што мислам дека и паркирањето тогаш губи од смисла. А еве однапред да ги спремиме и нашите граѓани за организирано паркирање, затоа што помина времето на хаосот, би рекол, или пак на несредените односи во овој дел.
Друг проблем ни е детската градинка. Наталитетот веќе се зголемува или вработувањето и немањето кој да ги чува децата створија друг проблем, а тоа е недостаток на места во детската градинка. И за ова расправаше Советот и опозицијата и власта беа едногласни дека треба да се бара решение, привремено па и трајно. Да. Што ќе работиме, градоначалниче, како ќе го надминеме овој проблем, бидејќи над 200 деца веќе чекаат пријав во градинката, а повеќе од тоа што дозволува капацитетот веќе се згрижуваат? Јас можам само да ја дадам таа информација која што ја дадов и во едно моје претходно обраќање, тоа е дека постапката околу тендерот, околу проектот за новата градинка е завршен во локалната самоуправа. Истиот е пред неколку месеци даден во Министерството за финансии и сектор за Светска банка, каде што се разгледува, каде што се враќа повторно назад, каде што се даваат забелешки и каде што се исправа овој проект. Се надевам дека во најскора иднина овој проект ќе биде дефинитивен и прифатен од страна на секторот во Министерство за финансии, што е прва фаза во делот на повлекувањето на средствата од Светска банка. Односно втората фаза би било носење на одлука за задолжување во Светска банка и трета фаза нели нормално е да распишеме оглас, односно тендер за изведба на проектот. Би сакал еве и јавно да кажам една критика до Дрекселмајер, кој што јавно ветија дека ќе учествуваат во делот на опремувањето на новата градинка. Јас им побарав да тоа биде сторено за ваташката градинка, и тоа во многу помал износ од тој кој што беше првично ветен, меѓутоа после 3 или 4 пати доставување на спецификација за тоа што треба, а не се работи за повеќе од 5000 евра, доколку ми кажаа дека тоа не можат да го поднесат, тогаш ќе ги ставивме во нашиот буџет и тоа ќе беше завршена работа. Вака и нас не оставија без оние 50 места во ваташката градинка, а и тие се повлекоа од донирањето на овие средства, односно ние не им баравме средства, туку им баравме одредени шкафчиња и делно до опремување на кујната за да истата биде во функција. И мислам дека повеќе од 4 пати им праќавме спецификација, меѓутоа тие останаа глуви за таа работа и еве сакам да искористам ова прилика јавно да упатам критика за општествената неодговорност на оваа компанија, на која што сите се радуваме и се уште се радуваме и сакаме да сепак на нас гледа како на луѓе, а не како на некои кои што сне паднати од небото. Сакам да го повикам јавно, бидејќи и писмено се обратив до менеджерскиот тим на Дрекселмајер. Сакам јавно да го повикам да си стојат до зборот или во иднина да не ветуваат нешто. Ако им се многу ветровките кои што ги дадоа настаро за нашата противпожарна станица, ние сме спремни уште утре да им ги вратиме, за да немаме никаква врска со нив. Началниче, се подготвува нова стратегија за локален економски развој. Сите општини од Вардарски плански регион го работат истото. Во која насока ќе се движи идниот развој на општината? Сега, мислам дека при крај е изготвувањето на една сеопфатна студија, тоа беше и мој личен ангажман. Ако се мисли сега, бидејќи општо ви е прашањето на делот на економијата и во делот на инвестициите, би сакал уште еднаш да повторам дека општина Кавадарци веќе не дека нема, меѓутоа нема некоја голема потреба од гринфилд инвестиции. Може би не останува како резерва она што го ветивме дека можеме да обезбедиме земјоделско земјиште за кофи кап во моментот кога тие ќе одлучат да градат фабрика во Кавадарци. Меѓутоа, мој ангажман и сега и во иднина ќе биде да она што го имаме како индустријско земјиште го ставиме во функција. И токму на овој план сум максимално активен. Активен сум и во делот на комуникацијата со службите на министерот за браунфилд инвестиции господинот Джери Наумов, односно со неговиот тим, во делот на привлекување на одредени компании, како што беше неодамна посета на една индиска компанија, која што бараше или неизино вкотвување во МИК или пак во ИГМ. Тие нормално прошетаа и на други места, меѓутоа се уште треба да разгледуваат можноста за инвестирање во Република Македонија. Исто така, активно учествувам во делот на продажбата, односно во делот на привлекување на одредени компании за купување на МИГ и
можам еве ексклузивно и за вас и за граѓаните да кажам дека МИК е пред продажба и тоа како делот на Евростандард банка, така и оној другиот дел каде што доверители се Комуналец, Управа за приходи, вработените, Фондот за пензиско на една македонско-италијанска компанија и другата е точно не го знам субјективитетот, меѓутоа и таа во позадина има некој странски капитал, а е од еден град блиску до Кавадарци. И мислам дека доколку успееме до крај да ја завршиме оваа постапка, мислам дека сте на добар пат да и во овој сектор обезбедиме едно 300 до 400, може и повеќе вработени, затоа што тоа што планираат да го работат тука е нешто ново, не само за Кавадарци, туку и за Република Македонија. Од мене бараа сугестии во делот на тоа дали да се задржи тој бизнис, дали да се обнови бизнисот во делот на контейнери, приколици и она што беше предмет на работа во претходниот период. Меѓутоа сигурно дека ќе дојде нова технологија, ќе дојде и ново производство на нови работи кои што за прв пат ќе се случат во Република Македонија. И дај Боже до крај да се заврши целата постапка околу продажбата, бидејќи на аукција веќе има уплатено износот кој што е добиен на аукција, сега треба да се добие согласно само од оние кои што се во одборот на доверители дека се прифаќа таквата понуда за да луѓето дојдат и почнат со работа. Значи, тука е секако моето менеджирање во делот на продажба на Хотел Балкан. Се уште немаме таму, имаме првични разговори со заинтересирани инвеститори и со постоечките собственици. Во прашање е доближување на цената која што се нуди од едната и од другата страна и доколку дојде до такво нешто и да и Балкан биде продаден, секако останува како рак рана еден дел од дрвниот комбинат Страшопинџур или амбалажа Кабран кој што текон во мали делови се приватизира. Таму се гради една од поголемите дистрибутивни центри за хемиски препарати и мислам дека е на добар пат да полека на ситни делови, меѓутоа се стави во функција цело тоа земјиште, градежно земјиште кое што е индустриско земјиште и кое што долги години и децении стои надвор од функција. Градоначалниче, имаше предлог да се преименува градскиот поштад Кавадарци во Филип Пети. Имаше и реакции во јавноста. Го кажавте вашето размислување, ќе оди ли на јавна расправа преименувањето на поштадот? Значи, ние и не моравме тоа да го правиме, затоа што нели тргнувајќи од една проста математика, имајќи мнозинство во Советот, можевме да ја надгласаме опозицијата, па и сите оние кои што се во недоумица и да го направиме тој чекор. Јас лично се одлучив за оваа втората варијанта, познавајќи го менталитетот на кавадарчани, да прво ги убедиме врз основа на научни факти луѓето дека целисходно е во Кавадарци да се направи еден континуитет од антиката до времето на Втората светска војна. И мислам дека доколку продолжиме по тој правец да величиме само Втора светска војна и сето што е постигнато тогаш заглибуваме во една друга крајност, а тоа е да не ословуваат така како што не ословуваат, дека сне дрво без корен и дека можат да не вајаат како пластелин. И мислам дека таквата политика во изминатиот период придонесе да Македонија се најде во ваква ситуација во меѓународни води, да никој не ја цени толку колку што ја цени независно од тоа што ние сте мала држава. Меѓутоа има и помали држави на кои што сите други гледаат со многу поголем респект. Доколку ние го отстапиме античкиот период на Грција, доколку го отстапиме средновековието на Бугарија, па и на Србија, тогаш навистина ќе ги потврдиме нивните квази историски факти, а тоа дека сне ние паднати од небото и дека сне ние комунистичка форма или Титова творевина која што нема корени и со која што може да се прави што се сака. Мислам дека тоа не го сака никој. Мислам дека тоа и во длабочината на срцата на оние кои што го зборуваат не седнале да направат таква анализа. Јас во досегашниот период докажав дека имам голем респект спрема се што е Втора светска војна. Моите роднини, блиски роднини се учесници и на во Неретва и во Сутјеска и во сите поголеми случувања во Југославија, затоа што по мајка сум од Црна Гора.
И мислам дека доволно правиме евала на тоа што значи Втора светска војна, се поклонуваме и не постои настан поврзан со Втората светска војна на кој што не сум положил цвеќе, за разлика од тие кои што го критикуваат тоа, кој што кога им се чефне доаѓаат да одадат признание на споменикот кој што ги имаме на плоштадот. Мојата цел е да се вратиме малку наназад и тоа да не пренаглиме, да не ставиме тука сега споменици од се што значи антика, па да не обвинуваат дека ние не е за антиквизација, туку да кажеме дека нашите корени или во добар процент нашите корени потекнуваат од тој период кога Филип Пети во непосредна близина на Стоби во Втората римско-македонска војна, бидејќи во тој период само Филип Пети или само Македонија била таа која што се спротивставувала на римската експанзија, дури и Грција, односно Атина и градовите полиси биле на страната на Рим, односно го предале оваа територија за да подоцна прераснат во провинција и за да подоцна бидат составен дел на Римската империја и да не се спомнуваат низ историјата. Мислам дека е многу умесно ако некој се борал за овие територии, независно од тоа што нели подоцна имаме и доаѓање на Словени, имаме боравење тука и на Келти, и на Авари, и на Хуни, и на Татари, и на словенски племиња, и сне се мешале со едни, со други и со трети, сне го поминале периодот на скоро 5 векови турска окупација, односно присуство на осмалиите тука. Многу од нашите луѓе се ја смениле верата и сега се сметаат за Турција, не се тоа што се. Меѓутоа, тоа се историски факти кои што ние не можеме да ги вратиме, можеме само да ги бележиме, да патиме по нив и никако да не ни бидат основ за некоја си политика која што ќе не наведе на тоа да бидеме приврзаници на освојување на територии, на враќање на нешто што ни било одземено и така натаму. Илузорно е да се очекува со војна да се решаваат проблемите сега во 21. век, век на уживање. Според мене, 21. век не треба да биде она што се случува во Украина, она што се случува сега нешто средновековно на Блискиот исток, туку напротив, ова е век на уживање. Моето гесло е дека денес луѓето подобро е да водат љубов отколку да водат војна и цврсто стојам заради овој либерален став. Меѓутоа, никогаш не треба да забораваме кој сме ние или кој ген го имаме во нас. Ова за Филип Пети е само една символика. Многу поголеми личности се и Филип II, односно Филип II и Александар III, нели најпознати во светската. Меѓутоа, после Филип Пети, односно неговиот син Персеј, Македонија пропаѓа како царство, поробена и прераснува од провинција, потоа и составен дел на Римската империја, поделена на 4 дела. Еден од тие делови главен град е Стоби и мислам дека тоа не е случајно затоа што единствено непријател или противник на експанзијата на римската држава во тој период е само Ханибал и Македонија. И ако тоа не си го цениме, тогаш нема кој да ни го цени. И ако не го спомневме Филип II и Александар Македонски, ништо во Грција немаше да биде нити Филип II, нити Александар Македонски, затоа што знаеме до пред 20 години не смееше во Грција да се спомне името на гркоубиецот, тоа Александар Македонски. Еве, добро е што сега тие почна и јас лично не љубоморам што градат споменик и сака да изградат споменик во Атина на Александар Македонски. Сепак Александар Македонски е една историска личност која што најнапред си припаѓа самиот на себе, а потоа му припаѓа на сите оние кои што сакат да го присвојат. Нити Грција, нити пак Македонија, сега да не завлемаме во една голема политика, нема право на Александар Македонски. Александар Македонски си припаѓа на самиот себе. И токму заради тоа, оддавањето почит на ваквите херои низ историјата, може би се и убийци, за некои убајци сигурно, не ограничуваат нити нас, нити бугарите, нити србите, никој на Балканот да го слави името на овие големи херои. Тоа е внатрешен порив кој што не тера да се идентификуваме со него, а со тоа самите да станеме уште поцврсти, појаки и истрани во денешните и современи војни кои што ги водиме.
Градоначалниче се одржа стопанско-туристичката манифестација Тиквешки Гроздобер. Годинава може да се каже дека беше успешна манифестацијата со оглед на тоа колку гости имавме и преполнетиот плоштад. Задоволни ли сте од тоа како помина оваа манифестација и може ли подобро за следната година? Јас пак ќе кажам, секогаш кога имаме добра работа и кога правиме нешто капитално за градот како што е модуларниот паркинг, кажувам дека тоа е проект кој што завршува со денот на сечењето лента за него. Сакаме што побрзо да го заборавиме тоа и да се стремиме кон нови достигнувања. Така и во овој случај, значи навистина градот и плоштадот не бил пополн. Снимали и митинзи, снимали и претходни случувања. Сепак не само вечерта на Желјко Јаксимовиќ, туку и вечерта во недела, кога по обичај имаме помалку присутни на плоштадот, ние сепак имаме преполн плоштад. И мислам дека го постигнавме тоа што беше целта, а тоа е да го собереме цел град, сите граѓани да ги собереме или поголемиот дел да ги собереме тука. Секако оставивме простор како и секогаш и да имаме луѓе по ресторани, по кафичи, во зависност од вкусот на музиката и во зависност од тоа кој и како ја цени атмосферата. Меѓутоа голем потек беше тоа што Вимскиот боемски фестивал го поместивме на градскиот плоштад, да и тие биде дел од културно-уметничката програма и да покрај консумирањето на виното и мезето да консумираат и дел од културно-уметничката програма. Имаме констатирано одредени недостатоци, кои што не се од толков обем да кажеме дека сме крахирале овој пат. Напротив, имаме рекордна голема посетеност, многу посолидни карневалски групи од минатата година. Малце времето не ни беше наклонето, меѓутоа каде што е Господ, ние не можеме ништо против таа сила и можевме само да ги отвориме чадорите и да се надеваме дека тоа ќе престани наскоро, што и се случи. И имаме одредени параметри, поуки за тоа учеството на винариите биде уште позастапено наредната година. Сакам да ја поздравам за прв пат водечката улога на винарска визба Тиквеш во овој Гроздобер, покрај Кожувчанка и покрај Фени, кои што се традиционално големи донатори на локалната самоуправа. И да посакам до година, кога се бележи и 100 годишнина од постоењето на винарската визба Тиквеш, да Кавадарци, Скопје и Белград биде една оска на случувањата во делот на Гроздоберот. Со тоа и Кавадарци одбележува јубилеј ослободување на Кавадарци, односно 71 година од ослободувањето, меѓутоа и Тиквеш одбележува еден голем јубилеј, а тоа е 100 години од неговото постоење и мислам дека наредната година ќе го одврзат повеќе честито за разлика од ова. Ке имаме и повеќе звезди, колку повеќе пари, толку повеќе музика. Сето е и тука во буквална смисла си лепе онаа поговорка дека колку повеќе пари, толку повеќе музика. Градоначалниче, активности во делот на спортот, градски фудбалски клуб и градски ракометен клуб. Што значи ова, како учествува општината во овој дел? Значи, ние немаме некое поместување во делот на планираниот буџет. Имаме поместување во делот на статутите на едниот и на другиот клуб. Значи, имаме пререгистрација, односно фактички регистрирање на нов фудбалски клуб, кој што ќе се надпреварува од најнизок ранг. И тука, за разлика од порано, исклучивме сите, да не речам сите фудбалски работници. Го работиме чисто од ентузијазам и на сметка на локалната самоуправа и на сметка на бизнис секторот. И се надевам дека година за година ќе влегуваме во повисок ранг на надпреварување. Нормално, доколку не се случи местење на надпревари. Голем противник сум на местење на надпревари, нешто што може да ме изнервира, тоа е токму да се прават ургенции во уметноста и во спортот. Во овие две области нема ургенција и не смее да има ургенција, бидејќи се засноваат на една основна клаузула, а тоа е те бива или не те бива. Ако те бива, тогаш добро е да одиш напред и во спортот и во уметноста, ако не те бива, тогаш задржи си го местото кое што природно го имаш. И мислам дека нешто што му фали на македонскиот фудбал е токму тоа. Да сите се тргнат од него и да остават талентите да одат напред, а оние кои што се помалку талентирани да се надпреваруваат во понизок ранг. Меѓутоа, мислам дека ова се уште е и мој идеолошки пристап.
Многу работи треба да се сменат таму, се надевам дека новото раководство на Фудбалската федерација ќе смогне сила да па и казни да застане на патот на овие местенки, затоа што не сме атрактивни не само за нас, туку и за сите други. Ни една двојка во нашето надпреварување, па и тука и можеби и српското не котира на кладилници, затоа што се знае дека таму се местат утакмици. Во другиот случај, кај ракометниот клуб, тоа е правено од страна на нов организационен одбор, во кој што немаме некое големо влијание, освен координаторот на советничката група, господинот Јованчев, кој што е дел од новата управа, кој што исто така го задржуваат оној финансиски дел кој што претходно го имавме во Сојузот на спортови определено за ракометот и кој што оставаме тие да јавно го обзнанат, затоа што се во преговори со ракометниот клуб на Вардар и мислам дека таа ексклузивна информација би им ја оставил ним, затоа што тие се сепак тие кои што го изборија тој статус. И се надевам дека ракометниот клуб сега Лозар ќе биде соодветен репрезент на ракометот од Кавадарци и ќе се такмичи во оној ранг кој што го заслужува, сигурно заслужува највисок ранг во Република Македонија. Градоначалниче, тука ќе го завршиме вечерашниот разговор. Благодарам за учеството во емисијата. Ќе следиме и понатаму се она што е актуелно и ќе ги информираме граѓаните. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Ви стоам како и секогаш на располагање и вам и на вашите гледачи. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на ТВ Објектив, реализирано од кабинетот на градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. На крај ќе ви заблагодарам за вниманието и ви посакувам секое добро со нашата програма.